Во текот на вчерашниот ден имавме 25 пожари на отворен простор. Благодарение на брзата реакција на пожарникарите, некаде и на повеќечасовната борба со пожарите, борба која што се протегаше на некои места и во текот на ноќните часови, 21 од нив се изгаснати, додека 4 пожари остана активни во текот на ноќта и се активни во текот на денешниот ден. Пожарот кој што повеќе денови се одвива на територијата на општина Македонски Брод, во атарот на село Драгов Дол, значително е намален благодарение на модулот на ДЗС, благодарение на полицискиот хеликоптер кој што вчера цел ден работеше, но и 3 трактори, повеќе негови краци се успешно изгаснати, останува само еден дел на Карпес терен, каде што е исклучително ризично и тешко да се движат луѓе, но јас сум оптимист дека набрзо овој пожар ќе биде целосно изгаснат. Ниту едно населено место не е загрозено. Во атарот на општина Студеничани, село Рамни Габер, се уште активен пожарот кој што се одвива низ трње, грмушки, габер, неквалитетна шума на исклучително тешко пристапен, на некои места и апсолутно непристапен терен на кој што е невозможно да се пристигне со возила. Продолжува гаснењето од страна на Скопската бригада за противпожарна заштита. На територијата на општина Велес, пожарот кој што започна во атарот на село Слап, веќе е проширен, односно се движи во насока на Зелениково, навлезене на територијата на општина Зелениково и тоа во атарот на селата Добрино и Тисовица. Примерна цел на велешките пожарникари е обезбедување на овие села. Утрово добив од нив фотографии и видеа како ползат ни густите трња и грмушки да се пробијат и да направат одбрана на овие села. Исто и овде во најголем дел од пожарот гори неквалитетна шума, грмушки и трња. На територијата на општина Јегуновце се уште е активен пожарот над село Копанце, но не представува опасност за блиските села. Еден крак од овој пожар навлезе кон село Бојане од општина Сарај. Значи се движи во скопска насока. Овде гори мешана шума, но претежно грмушки, трња и сува трева. Исто така, активна и депонијата во Кратово, но утрово зборува со градоначалникот, се работи на нејзино затрупување. Очекувам денес да биде целосно затрупана и со тоа непријатната миризба која што се шири низ Кратово целосно да исчезне. Во ова прилика сакам да укажам на еден непријатен настан на кој што бев во Чевидец вчера, движејќи се покрај реката Треска во близина на местото каде што полицискиот хеликоптер полнеше вода од монтираниот базен. Најдов на огниште со решетка на кое што некој најверојатно ден претходно правил скара. Значи неколку несовесни рибари и покрај сите наши апели, сите наши молби и укажувања правеле скара покрај реката, при тоа веднаш покрај самата скара имаше сува трева, суви гранки, грмушки. Овој пожар можеше да замине во блиската шума, каде што во близина исто така има и борова шума. Еден апел да не се пали оган на отворен простор, да се внимава затоа што доволно е само една искра за вистинска катастрофа. Ало.